Ефективно најтежок од 14 врвови за мене беше Нанга Парбат во Пакистан, планината позната како планина Илијас, и таму имав едно од најризичните соочувања со ризикот од смрт. Тоа беше најпредизвикувачкото искачување. Меѓутоа можам да кажам дека ниеден не беше лесен. Ако можам да ги степенувам по степен на тежина, после Нанга Парбат беше Анапурна, К2, Каченчунга, исклучително комплексен врв и секако Еверест највисокиот врв. Меѓутоа ниеден од овие 14 не е лесен, бидејќи сите се искачуваат во зоната на смртта, кај што биолошки човечиот организам не е спремен да се справи со тие услови на хипоксија. Животот нема точка, има само запирка. Меѓутоа, кога се во прашање големите височини, во моментот немам некој конкретен план. Меѓутоа, основното правило во животот е никогаш не вели никогаш. Многумина од нас планината да живеат по географски поим, но не и доктор Кедев, бидејќи за да освоиш 14 највисоки вровови, а при тоа да си првиот македонец и сите да се повисоки од 8000 метри, на сите континенти навистина треба одлучност, сврстина, храброст и над се желба. Граѓани на Република Македонија, бидејќи марките се нашиот амбасадор во светот, тие представуваат наша култура, традиција и наши успехи на кои се гордееме. Авторот на поштенската марка е Сара Манчевска, издадена е во тираж од 6000 примероци со номинална вредност од 36 денари. Инспирирани од врвното достигнување, ние вработените во Македонска пошта, искрено, преку печатењето на оваа поштенска марка, се надеваме дека активно предонесување кој е на спортскиот дух и промовирање на македонскиот алпинизам и планинари. Вие не инспирирате не само како медицински авторитет, алпинист, туку како човек. Затоа задоволство е да се биде овде со вас кога ја промовираме поштенската марка Кедев 14 највисоки врвови. И да не ја заборавиме звездата на дента, на овој ден, а тоа е поштенската марка Кедев 14 највисоки врвови. Токму таа поштенска марка останува како историски паметник за ова наше време, во кое сите ние сме сведоци и се радуваме на подвигот на Сашко Кедев. Едниот е момент кога доаѓаме на овој свет и вториот е момент кога ќе го најдеме одговорот на прашањето зошто.